преморуваш домаќине. Се преморуваш и воденичар и јагленар. 7 усти за хранење, Пенке. Нешто ти го разубавило денот? Писмо, Јанаки. Писмо од Никола Печалвар од мајкин. Те чекав. Јас тешко ги препознавам буквите. Па тоа, главно, добар е. Здрав. Доскоро работел како помошник зидар. А сега го примил некој столар. Велешенец по име Васил Главинов. Видра е Никола наш, ќе се снајде тој. И друго, мажу. Во вакво време жените се како без уста. Ке отворам мојава, па ти лути се колку сакаш. Ноќна врволица станавме. Ајде сега, ајде сега. И јас одам по други куќи кога како. Не ли си твојата работа? Дадов заклетва во организацијата. Томе Никлени е председател. Умот в глава. Одмори копито, Ацкан. Ај си имаме пород. И Крушево е шака место. Одиме на воденица. Со по 3 самари на грбот сме. Најтежок ми овој. Турскиов. Ова платно ми се гледа најцврсто. Ки ни треба за бајрак. Веле, оди напи се вода, аман. Не оглуве со тоа чеканчето. Калфа како чирак. Секој втор клинец му се искривува. За лепи сол не може да заработи. Најдо черга, бе. Плачко за дома. Уште се покриваш ноќе со черга од баба ти. Не знам како се викаш. Елко. Веле, одмори малку. Не оглуве. Бучнови, а? Еми, тишина има во паркот. Со некое момиче под рака. Па баш во нас ке се влюбат. Со скинати панталони. Доаѓа га за Васил. Што е бре мајката, без песна? Ајде викнете една од нашите краишта. Во мајка Бугарија се уште сме со слободно грло. Прво плата, после песна, мајсторе. Бре, чешит, најдо. Веле, ме бараше некој? Еден со мустачишта. Ти остави еве врзоп книги. Оној зеде да ги чита како крапна слива. Само ги прелистав, газда, во времето за појадок. Друг пат. Ваквите книги под маса. Далеку од очи, далеку од белја. Чичко Васил, би прашал нешто, ама да не ми ја врзиш една... Ами ако е нешто умно, прашај. Никола е начитан човек. Ке знае подобро да го срочи. Никола? Да ни објасниш, ако може, што бараат и што нудат тие гима се повеќе. Социјалистите. Тоа ме радува. Подмладокот е љубопитен. Веле, ај појди до дуќанчи и земи алва. Јас честам де. Никола Карев е роден на 23 ноември 1877 година во Крушево.
како четврто од 5 деца на Јанаки и Пенка Кареви. Притиснат од социјалната беда, како момче заминал на гурбет. Пролетта 1897 година заболел од парализа, со последица делумна одземеност на едната рака. 3 години подоцна, во Крушево на Никола Карев му се придружил и стариот другар Веле Марко. Двајцата, веќе задоени со социјалистичките идеи на Васил Главинов во столарската работилница, пристапили во редовите на ТМОРО. Како учител во село Горно Дивјаци, со перото во едната, а со пушката во другата рака, Карев со неуморна дејност и посветеност ја освојувал народната доверба. Нема ни јаскер, ни семени. Учителу, можеш да почнеш. Браќа, од робство исцедени. Време е веќе да ја отфрлиме турската тиранија. Во нашите срца се повеќе расте копнежот за слобода. Стар бел дедо, а што убаво ти се случило во животот? Разбравме, зулумот уште ти спие под перница. Затоа, браќа, сите треба да се обединиме под знамето на организацијата. Пламенот на револуцијата е единствениот пат за слобода и автономија на нашата мила Македонија. Јорго Бимбула и Кара Маркуш, проштевајте што ќе ве земам како лош пример. Било што било. Душмани се сторивте за една меѓа. Колку лири фрливте по турските чекмеџиња. Доста и крај. Не верувајте во правдата на оние кои ве поробиле, на оние кои што секојдневно ве ограбуваат, ви го земаат и последниот залак, газат врз вашата чест. Од сега натаму, единствен суд и правда е судот на организацијата. Ние меѓу себе ќе го решаваме секој ваш спор, а ќе се суди по правдина и во интерес на народот. Какви кади и какви вали. Ова ви го кажувам при полна свест и со чиста душа. Знаете каде може да ме најдете и во секое време. А фесовите, што ме гледаат како мува во маштеница, да ме прости Бог, но јас би ги погледнал преку нишан, а наближува усила во време. Уште само 2 говори, учителе. Во селата зашли и пустарека. Како со леп ги храниш луѓево. Зборот е квасец. Ке нарасне и нашата слободица. Убав ти ден, Стрико. Дав ти Бог добро. Доаѓам во посета кај ѓаконот Пречистански. Кажи му Никола од Каревци. Тој е во задниот двор. На Господо се бори, во луѓето се крсти. А ти удри резе на портата. Имаме важен разговор со ѓаконот. Арно. Билке Крушевскиот воздух ќе ми биде илјач. Напред. Се смести ли, Керко? Да, мајче. Да се заблажиш малку. За добре дојде. Фала, мајче. Кажете ми, каде се наоѓа прогимназијата? Колку учители има, колку деца, на која возраст се? Што мислите, како ќе ме примат? Тебе Коца ти беше името? Да, Коца Тодорова од Прилепа града. И сега тука доби в служба како учителка. Повели. Прочуениот Крушевски лог. Алал да им... Керко! Нешто... Обична настинка, мајче. Овде е остар воздухот.
секој ден ни е како темно монистро, а други бројаници немам. Мене здравието, синко, ми е нарушено од дузина мали и големи болести. А вамо ми доверија задача тешка колку планина. Председател на Крушевскиот револуционерен комитет. За таа работа, синко, знаеш дека треба одење, врски, муабетење, со заблудени селани, со неписмени граѓани. А јас, синко, за таа работа нозе немам. Затоа сум на мнение ти да ме замениш. Можам да издействувам година или две, да останеш во прогимназијата Свети Кирил и Методи. Овдешниот народ длабоко те почитува. Размисли. Па прифати или одби. Прифаќам, оче. Сите луѓе во сите села, дури знам и кој како дише. Сакам овој звук. Нека дзуни почес, како знак дека сме уште живи и непокорни. На здравие кафето, даскален. Ама Галиба, дојди овде со мажи да го пиеш. И што бара жена Бомеанова? Жената треба дома да седи, даскале. Заклучена? Како твоите анамки во Сарајот Рахми беј? Аферим. Ама ова ѓаурка многу ачи гошета. Не е убото, бе. Јок, бе. Море светови веков ќе се превртува. Што побрзо, дај Боже. Да бе преселјалак на кај Азија. Седи си, коцки. Крушево било и ќе биде рисијански чардак. Ти мисли денес нешто посебно убава. А и тоа дека те сонувам. И тоа е точно. Не засрами, Никола. А знам што сакаш да ме прашаш. Не. Немам момче. А и кој сака да се жени со болежлива мома? Настинка, коцке. Чудо големо. Само друга е дилемата. Оде ли радосна зурла со фијук од куршум? Сигурно насетуваш на какво оро сум се фатил. Многу ми си мил, Никола. Само мене ме чека брза и болна умирачка. Ова не е обична настинка, ниту миллив оджобал. Чувствувам нешто тука. Ке закрепнеш. Не прибира Господ таква убавина. Кој ќе ме лекува, Никола? Во нашата жална Македонија има само еден доктор, 5 текими, 10 бајачки. Нема лек за мене. Не ме чекај за невеста, Никола. Црн фустан е за мене. Голем резил, Никола Каре. Ова ѓувендија изгледа една од вашите, а? Машала. Према, вни ми се, куче османлиско. Со очи не можам да те гледам. Учителе! Учителе! Золабер, учителе. Се пукало во село Ракитница. Смртно е погоден. Не се виткувај, кажи. Бог да го прости војводата Веле Марков. Крастав предавник кажал, учителе. Ах,
Зарем ми велета? Како брат го имав. 100 нивни ке кутнам за одмаздица. Надежната, но и фатална 1903 година, Иван Гарванов, приграбувајќи го раководството на организацијата во своји раце, ја турка идејата за избрзано и недоволно подготвено востание во Македонија. Никола Карев, заедно со Гоце Делчев и Никола Петров Русински, се спротивставил. Сепак, на 2 август, пламнал Илинден. Ослободено е Крушево. Горскиот началник Никола Карев избран е за председател на Крушевската република. По 10-дневна слобода и тој, рамо до рамо со другарите, со пушка в рака, ги бранел позициите на слободарското градче. Не можел да го доодбрани пред 15.000-ниот турски аскери Баши Бозлук на Бахтијар Паша, настрвени крваво да ја спроведат султановата одмазда. Штитејќи ги народните збегови, и Карев се повлекол од пеплосаното Крушево. Извесно време престојувал во Србија и во Бугарија, но со врел копнеш што поскоро да и се врати на родната грудка и пошол на тој пат. Браќа, ако умрам, барем коските во Македонија да ми почиваат.